10 држави од регионот, представувани со по 2 судиски тројки, една машка и една женска судиска тројка, се дел од првиот регионален фитнес судиски семинар во организација на Фудбалската федерација на Македонија. На судискиот камп, кој во оваа форма се организира за прв пат воопшто во Европа, пријавени се интернационални суди од Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Црнагора, Косово, Романија, Бугарија, Албанија и Северна Македонија. За нас, како Фудбалска федерација, представува, па можам да кажам и гордост, што сме ние тие првите организатори на ваков тип, што кажам не е под покровителство на УЕФА, него ние сме организаторите во цела Европа први што го прават ова нешто. Најмногу ќе се посветиме на високоинтензивна работа, ќе симулираме ситуации од надпревари, бидејќи секогаш треба да бидат подготвени за најлошите ситуации кои може да се случат на терен. Ова е одлична прилика да создадеме услови за многу такви ситуации, да може да се преиспитаат себе си при донесувањето на одлука, меѓутоа да им дадеме и многу други нови предизвици кои би ги доживеале во иднина. Многу сум среќна бидејќи сме повикани и мажи и жени, бидејќи бараме едноправност и сакаме да покажеме колку ние можеме, колку вредиме и дека сме на исто ниво со машките, така да мислам дека е ова многу добар знак, дека фитнес нивото на спремност на жените е исто како и на мажите. Без разлика дали судиме во прва лига, втора или останатите лиги, сите судији се доволно спремни и се на ниво на машките судии. I have high expectations, particularly because I already know most people here, not all of them, but most of them. And I would like to focus particularly on the integration of perception and decision making into the physical work. So referees and assistant referees, they not only run to run, they run to take decisions, and therefore they need to get into the right position, and that is where we will focus on. Очекувањата на судиите се исти, нови знаења и искуства и убава дружба. Вакви и слични семинари на нас како млади судии ни се од големо значење, се разбира во процесот на постанување, нели сите се стремиме да постанеме нешто најдоброто, да го достигнеме врвот во судиската кариера и баш токму со вакви проекти и слични проекти можеме тоа да го достигнеме преку размена на искуства со колеги од тука се присутни преку 10 држави и верувајте дека навистина секој едно искуство кое доаѓа од надвор за нас е од големо значење. При свега едно ново искуство, пошто е ово први пат да се држава оваков семинар и за мене лично први пат да присуствувам на едном овакvom семинару. Углавном су то семинари везани за правила фудбалske игре, ali ovaj seminar će nadam se jako dobro doći u budućnosti što se tiče mentalne pripreme za suđenje. Pa moja očekivanja su da steknem nova znanja, da upoznam druge, da steknem nova iskustva i da se u Sarajevo vratim nazad u Bosnu i Hercegovinu i da to prenesem dalje naravno na svoje druge kolege. To će biti velika stvar za sve sudije u regionu, naročito za mlađe sudije, da nauče nešto novo, da steknu nova prijateljstva i da svoje znanje podignu na najveći nivo. Mislim da je veoma dobro što se organizovao ovakav seminar gde će se pričati samo o fitnessu. Uglavnom su seminari kada smo zajedno vezani za pravila igre i rad na terenu. Физичка подготвеност или теоретска подкрепеност. Според судиите, на теренот се важни и двете. Јас би рекол дека
и двата сегменти се доста важни. Дел од судиите некогаш размислуваат дека е важно само да трчаат, меѓутоа не е само да трчаат, на крајот од секој спринт, при секоја ситуација на мечот треба да донесат и правилна одлука, така да фокусот комплетно треба да се стави на тие два сегменти. Во секој случај физичка подготвеност е навистина потребна, меѓутоа комбинација физичка и психичка подготвеност навистина е клучна на успехот. Бидејќи колку и да сте спремни физички, без разлика, сепак она кој е одлучувачки фактор во нашата професија е сепак психата. Jer u modernom suđenju jako bitna je i pored fizičke i psihička priprema, mentalna priprema sudije kako bi se na adekvatan način odgovorilo svim zahtjevima koje predstavlja. Pa mislim da bi bio kompletan sudija, moraju da imaju sve te tri stvari. Znači i psihički, i fizički, i teoretska naravno znanja da se ima. Tako da mislim da jedan dobar sudija, kvalitetan sudija mora da ima sve te tri stvari. So and I want to congratulate the Federation of North Macedonia and also the referee committee for the initiative to organize this regional workshop for the very first time, and I do hope in the next few years that other countries will follow the same example, because exchanging ideas and opinions is very valuable for everyone involved.